Честит ден на помагањето на сите. Спремаме посебна празнична вечер. Повелете. Повелете, морковиве сум ги сготвил за мерак. Фала, Орбит. Добро. Кој ќе ја направи сочната салата? Направена е, Роб, и сецка намешана салата. Добро, да видиме. Лесната лазања е готова. Уште што треба? Глазирана торта за десерт. Знаев дека ќе заборавам нешто. Ова што? Не може вечерата за денот на помагањето да помине без глазирана торта со десерт. Тоа е целата поента на празников. Јас пак мислев дека поентата е да си помагаме еден на друг. И тоа има врска, ама најважен е десертот од глазирана торта. Навистина секогаш јадеме торта по празничната вечера. Ема има право. Во прашање традиција. Мораме да најдеме глазирана торта некаде. Чекајте, изгледа ќе одиме на мисија. А знаете што значи тоа? Време е да избереме планета. Која планета? Која планета? Која планета? Која планета? Која планета? Контрола на мисии? Здраво на сите! Како можам да ви помогнам денес? Ни треба гласирана торта за денот на помагањето. Мислам дека можам да ви помогнам околу тоа. Кружењето на планетите трае и трае. Која ќе запре, кој да знае. Овошната планета? Овошјето е њам. Ама, не бараме десерт од овошје. Планетата на книгите. Погодно место за патување ако сакаме да читаме за глазирани торти. Ама сакаме да јадеме такви торти. Ова личи на соодветно место. Одличен избор! Планетата на глазирани торти. Подгответе се за одбројување. Побрзете, друштво. Секој на своето место и врсете ги појасите. Девет. Осум. Седум. Шест, Пет. четири, три, два, еден. Следна дестинација – планетата на глазирани торти. Чудни чудеси! Гледајте само колку глазирани торти. Предлагам да почнеме да го славиме денот на помагање со гоштевање. Тортава е тврда како кокос. Што треба да значи тоа? Глазираните торти треба да се меки и тордести. Може би оваа не е готова за земање. Роб има право. Виолетова е, а не розова. Кога се готови за јадење, по-розови се и од мене. Она изгледа како да е готова. Леле, ова изгледа како да требало да изеде наодамна. Се претворила во глазирана каша. Бляк! Бляк! Изгледа свежите торти веќе се земени. Мора да останала барем една свежа глазирана торта за празничен десерт. И е неа! Тоа! Таа е вистинската! Да! Колку алчен мал алчко! Ни ја зеде глазираната торта. Епа нема да се излече така лесно.
се извлече. Врати ми го десертот! Орбит! Добро ли си? Оставете ме мене! Каде отиде едноокиот дворак зелен летечки крадец на глазирани торти? Барем да ни дозволеше да се збогуваме со нашиот празничен десерт! Се чини ова е неуспешна мисија. Каде е патот за назад? Мислам дека ракетата е натаму. Еј, гледајте! Чиј е вселенскиот брод? Сигурен сум дека е на алчниот алчко што граба торти. Добро, Роб, каков е планот? Ќе го прашаме културно дали ќе ни даде од глазираната торта. Не мислиш нашата глазирана торта? Воу, бродот се урнал. Како самиот судир со метеор да не е доволно страшен, па и тоа да ти се случи на денот на помагањето. Нема полошо. Никогаш нема да го поправи без одветни алатки. Поставил маса за вечера, ама нема ништо за јадење. Може би затоа толку многу ја сакаше глазираната торта. Еј, зашто има две чини? Здраво живо, малечко. Работчето е гладно. Што да правиме сега? Па, денес е денот на помагањето, па да му помогнеме. Мислиш дека ќе можеш да го поправиш бродот, Тики? Работам на случајот, Роб. Помогни ми да изнесеме храната од ракетата, Ема. Вечерата ќе биде послужена за кратко. А јас? И јас сакам да помогнам. Не со бебето. Не знам ништо за бебиња. Ке се снајдеш? Честит ден на помагањето! Токму така, Тики ти го поправи вселенскиот брод за да се вратиш дома со синот, откако ќе се најадеме. Па, може да ја пресечам тортата сега? Ха? Целата торта е за нас? О, благодариме! Па би рекла дека ова е добар начин да го прославиме денот на помагањето. Што мислите? Нема подобар. Скоро исто толку добро колку тортава. Мислам дека ова е успешна мисија со големо У. Контрола на мисии? Здраво, Роб, се вративте. И што научивте на мисијата? Па, отидовме на планетата за глазирани торти за да земеме една за десерт за денот на помагањето. Ама сите торти беа или многу тврди, или многу кашести, освен една. Ама ја зеде друг робот. Мислевме дека е алчен, ама потоа свативме дека тој и син му се гладни. Бидејќи на денот на помагањето им се помага на други, им го поправивме расипаниот вселенски брод за да може да си одат дома. А свативме и колку другите се благодарни кога одвојуваме време да им помогнеме.
Добро е да се памети тоа, дури и кога не е денот на помагањето. А сега време е да си одиме. Подобро врзете се. 5, 4, 3, 2, 1. Збогом, плането на глазирани торти. Воу! Здраво на сите. Што беше тоа? Се извинувам, цревата ми кркорат. Изгледа твојот стомак не кажува дека е време за ручек. Време за ручек, ама мислев дека ќе одиме на плажа. Така е. Еј, што велите и за едното и другото? Ќе направиме пикник со ручек на плажа. Добра идеја. Одлична идеја. Лоша идеја. А? Зошто? Мравки. Мравки? Секогаш кога одам на пикник, се појавуваат мравки и лазат врз се. Пляк! Еднаш дури ми влегоа во гасениците и скокав и претав со недели. Па, си бил некогаш на пикник на плажа? Не, ама сигурен сум дека и таму има мравки. Ама не можеш да бидеш сигурен, Орбит. Зошто да не се обидеме? Да одиме на пикник на плажа. Да! Се чини ни предстои мисија. А знаете што значи тоа? Време е да избереме планета. Која планета? Која планета? Која планета? Која планета? Која планета? Контрола на мисии? Здраво на сите. Како можам да ви помогнам денес? Сакаме да одиме на пикник. На плажа. Звучи забавно. Да видиме каде можете да поидете. Кружењето на планетите трае и трае. Која ќе запре, кој да знае. Гледајте, планетата на бейсболот. Погодно место за забава. Ама не ако сакаш да правиш песочен замок. Планетата на часовниците е супер место ако сакаш да го знаеш часот. Ама не и да правиш пикник. Ова е вистинското место. Да, планетата плажа. Одличен избор. Подгответе се за одбројување. Побрзајте сите, секој на своето место и врзете ги појасите. Следна дестинација планетата плажа. Јас ќе го направам најубавиот песочен замок во целата галаксија. А јас ќе наберам кокоси за соручекот. Кокосите се вкусни, Орбит, но овие кокоси се многу високо. А ти не си баш создаден за качување по дрвја. Нема да се качувам на дрвово. А? А како ќе го набереш кокосот? Ќе се подпрам на интелигенцијата. Додека се надмудруваш со кокосите,
Јас и Ема ќе најдеме најдобро место за пикникот. Секој место е добро место, само да нема мравки. Јак! Жими, животот! Ти ќе работи многу брзо. За да има поголем апетит. Ајде, кокоси, паѓајте долу. Берењето кокоси е потешко од што мислев. Аха! Добро, кокоси, ако не паѓате сами, јас ќе ве турнам. Ха! Ова не требаше да се случи. Ќе одам да му кажам на нашиот безстрешен берач на кокоси дека ручекот е готов. А јас ќе наберам од вкусните портокали. Добро. Што градиш сега, Тикеј? Ров! Тупка која се полни со вода за во замокот да се влегува само преку мостот на спуштање. Чудесни чудеси, неверојатно. Добро. Овој пат има да паднете. Доста ми е! Ова е невозможно! Ништо од кокосите! Се откажувам! Знаев дека ќе успеам! Добро, кој е следен? Немаше среќа со кокосите, Орбит? Што зборуваш? Веќе турнав еден. Ко гледаш? Не. Каде е? Точно тут. Тука беше пред една секунда. Беше... Мравки! Мравки ми го однесо кокосот. Пляк! Тука нема мравки, Орбит. Плюс, мравките се премали за да носат кокос. Ама силни се. И можеби овие се навистина големи. Тогаш ќе ги видеше. Тогаш што се случи со него? Кокосот сигурно не си заминал сам. Не знам, Орбит, мистерија е. Мистерија која ќе ти помогнам да ја одгатнеш. Не е ни сакав кокоси, во секој случај. Вау, може да земам 2-3 портокали за во песочниот замок? Се разбира. Благодарам, Ема. Ќе ги изедеме подоцна. Што? Каде ги снема? А? Што се случува? Ќе се вика замокот на портокали. Каде го оставив портокалот? Навистина ли го видов тоа што мислам дека го видов? Нема да верувате. Ама набрав неколку портокали и банани, ги ставив на чаршафот и исчезна. Мравки! Знаев дека се мравки! Лукави нинџа мравки! Прво мене ми го зедоа кокосот, а потоа и портокалите нема. Нема да ми верувате. Ама Ема ми даде неколку портокали, ги ставив на замокот и... Ги снема? Не, самите си замина. Невидливи мравки! Мислам дека не беа мравки. Мислам дека беше дух. Замокот ми е обседнат. Не знам што тебе ти го зеде кокосот, а вас овошјето, ама сигурен сум дека не се невидливи мравки, ниту дух. А што е тогаш? Само на еден начин ќе дознаеме. Мораме да го фатиме. Ни треба и нешто со што ќе го фатиме. Можеме во мојот замок. Ке треба со нешто да ги намамиме мравките? Или што и да е чудото? Замокот на Тикеј. А мене не ми останаа кокоси. Немам ни јас овошје. Јас ќе помогнам. Ова го чував за десерт за сите четворица. Ням. Вселенски гуштер. Може би тој го зел овошјето. Доволно е голем и брз. Ама не и доволно невидлив. Затоа не го виде никој. Вселенскиот гуштер ја менува бојата за да се претопи во околината. Тоа се вика камуфлирање.
Камуфлиран или не, се фати во стапица. Сега ти ке, инаку ќе побегне. Кафатив! Добър план, Роб! Тимска работа. Мило ми е што и ти сакаш колко си гуштерче. Секогаш е пријатно да се биде на пикник забава на плажа со ново пријателче. Мислам дека пикникот беше совршен. Значи, успешна мисија. Контрола на мисии? Здраво, Роб, се вративте. И што научивте на мисијата? Па, решивме да појдеме на планетата плаша на пикник. Ама храната што ја собравме мистериозно исчезна. Орбит мислеше дека ја зеле мравки, а Тикеј дека е дух. Ама мравките се многу мали, а духови не постојат. Излезе дека е вселенски гуштер кој се камуфлира менувајќи ја бојата. Значи, научивме дека не треба да брзаме со заклучоци и дека прво треба да ги земеме предвид фактите. Браво! Мислам дека е време да си одиме дома. Подобро врзете се. 5, 4, 3, 2, 1! Збогум вселенски гуштер, збогум плането плажа,